Снегот е берекет за сите, па и за земјоделците. Тема земјоделие по 9 часот во емисијата Македонија на утро. Двајца гости имаме во студиото ова утро. Тоа се професор доктор Звезда Богевска, професор по градинарство, и професор доктор Адар Русевски, професор по фитопатологија. Добро утро, добро ни дојдовте. Блокот земјоделие ќе го збогатиме со линковско вклучување од Прилеп, меѓутоа еве по едно прашање за гостите. Прво, имајќи предвид, професорке, дека зимскиот период зголемено е загадувањето на воздухот и фактот дека сме сведоци на силна урбанизација, дали е можно одгледувањето на растенија во урбани и периурбани области, како што сакате вие да кажете? Ви благодарам најнапред за поканата. Поздрав за гледачите, честитки за празниците. Производството на растенија во урбани средини се нарекува урбано земјоделство. Тоа станува неопходна потреба, посебно при засилена урбанизација, ограничени ресурси, како вода, зголемена потреба, значи, да едноставно бидат поблиску производите до самите потрошувачи, и затоа се намитнува таа потреба да се организира едно земјоделско производство во самите урбани средини. Потесна област од тоа урбано земјоделство е урбана хортикултура. Може терминот за никого не е познат. Хортикултура е наука која што се занимава со изучување на растенијата, пред се на овошките и зеленчукот, како и на цвеќето и декоративните растенија. Хортикултура произлегува од латинскиот збор hortus, што значи градина, и колере, што значи одгледува во самите градини. Урбаната хортикултура ја става во функција, значи, хортикултурата со цел да ја подобри и одржи урбаната средина. Да, ќе зборуваме понатаму во разговорот во детали. Професоре, фитофармацијата, согласно законот, нели, имплементацијата на мерките, зошто е ова важно и кои се предностите? Добар ден уште еднашка, или добро утро. Добро за нас и добар ден, и од 5 што сме станали од малку порано, од 5 часот, да. Едно сложено прашање што се обидувам некако да му го фатам почетокот во овој. Фитофармацијата и одгледувањето на растенијата, и на градинарските растенија е многу важна категорија. Тоа може биде лимит, може биде предност. Во моментов се одвиваат интензивни процеси врзани токму за оваа работа. Верувам дека понатаму во разговорот подетално на таа тема ќе зборуваме. Јас само ќе најавам дека се изработи еден национален акцијски план согласно постоечките законски прописи. Едно поголемо тело го работеше тоа и во моментот се одбива негова јавна расправа и промоција со цел некако воопшто производството, вклучително тука и градинарското производство, да добие еден друг третман и малку поинаку да се презентира на други пазари, да добие некоја си поинаква шанса каква што во моментов имам. И поинаква димензија. Да. Сака ли не ја признаваме или не, Македонија е пред се земјоделска земја. Да, и со оглед на тоа што колешката Елизавета Митровска со соговорниците е веќе на терен, на улица се, да не ни замрзнат на снегот ова утро и на ниските температури. Бети, добро утро, уште еднаш те вклучуваме со најавата за ситуацијата со есенските посеви, колку временските прилики одговараат на ова, има ли влијание од загадувањето на почвата. Те вклучуваме заедно со соговорниците, па повели во следните минути Елизавета Митровска од Прилеп. Преко добро утро по вторпата утринската програма. Освен прашањето кога станува збор за снегот, каква е состојбата на патиштата, секако се поставува посебно земјоделците, каква е состојбата со посевите, особено со лебното зрно, со есенските посеви. Со нас е агрономот советник Горан Томески од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Вистински стручњак имаме за оваа тема. Томески, овој најнов снег, што значи за есенските посеви? Ова снежна покривка која сега
во ова деноноќна падна во Република Македонија и во Прилепскиот дел, ќе значи една позитивен дел во делот на есенските посеви, затоа што ќе го изигра изолаторот од најавените ниски температури, затоа што ова година имавме една тешка есенска сеидба, затоа што временските услови беа сушни, се изврши нецелосно, така да после дождовите и снегот кој првично беше паднат се стопија, се овозможи тие високи температури, овозможија да се дозаврши таа есенска сеидба планирана. И тие есенски култури кои беа засејани во тој период не беа влезени во добра фаза за многу ниски температури, посебно ако тоа беше голомразица, односно го немавме овој снег. Сега ќе го изигра снегот, ќе изигра заштитната улога, а тоа значи дека нема да има измрзнување и во наредниот период, како ќе попушта времето, ќе се затоплуваат временските периоди, ќе ги снабдува површините со достапна количина на влага. Има ли совет за земјоделците сега за овој период? Во овој период нема што да се секираат земјоделците во правец на заштита, затоа што доколку го немавме снегот, тоа сигурно дека ќе имавме измрзнување и то во еден сериозен процент, посебно на тие, рековме, за тие покасно засејани житни култури. Во последно време зборуваме за аерозагадувањето. Снегот, така би рекле, привремено ги покри трагите со тој проблем, но проблемот останува. Дали тоа аерозагадување влијае на почвата, а од тука и директно и на земјоделските култури? Па види, ова е една широка тема на глобално ниво. Аерозагадувањето си го прави своето пред се, затоа што имаме голем број на автомобили и така натаму. Меѓутоа, дали почвата ќе биде загадена, со снеговите и со тие врнежи, обично се чисти почвата. Генерално, значи сама си се заштитува, меѓутоа сепак има други стручњаци кои се занимаваат со оваа проблематика и може да ги потврдат или да не ги потврдат овие резултати. Меѓутоа најголем проблем во загадувањето на почвата представуваат употребата на прекумерната употреба на пестициди, односно непридржувањето кон одредени каренци и така натаму, кои што генерално во производите доколку ги има и тогаш на луѓето им предизвикуваат посериозни штети и настануваат посериозни последици од таквиот начин на употреба, што значи дека можам да кажам дека пестицидите играат посериозна улога во овој проблем него во земјоделството генерално, отколку да биде тоа буквално аерозагадувањето. Аерозагадувањето игра голема негативна улога, игра врз човекот кој го диши реално. Меѓутоа во однос на исхраната и така натаму околу почвата, не верувам дека се толкави големи влијанијата. Благодарам, Томиски. Темата е широка, но главно овој снег добро дојде за посевите. Очекуваме, според состојбите, добар род. Очекуваме дека, значи, после вакви снежни врнежи имаме доволна количина на врнежи, имаме воден потенцијал кој што во наредниот период со топењето на снегот ќе се искористи и очекуваме доколку временските услови понатаму, значи донамо до јуни месец, треба да имаме добри услови за да очекуваме и добри приноси во житните култури. Да се надеваме дека така ќе биде и да очекуваме приноси повеќе од просечните. Дај Боже, а и да биде добро платена пченицата. Благодарам, Томиски, што ни гостувавте во утринската програма. Тоа беше агрономот Горан Томиски, советник во Агенцијата за поттикнување и развојот на земјоделството. Прашањето, состојбата со посевите. Студио. Благодариме, Бети Митреска, ова утро од Прилеп. Ние се враќаме во студиото со мал контраст на земјоделието, на она што го гледавме во изминативе 5-6 минути од Прилеп. Професорке, колку системи на производство во урбана хортикултура постојат? Контрастно е ова на традиционалното, она што го знаеме ние и она што се практикува со векови кај нас. Така е, но и во урбаната хортикултура постојат традиционални системи на производство, како и модерни или современи системи на производство. Традиционалните системи на производство поддржуваат производство во градини за сопствени домашни потреби, како и производство во колективни општествени градини.
производството во домашни градини е наменето, како што споменав, за сопствени потреби, а општествените градини ги има во поразвиените секако европски земји. Кај нас постои една општествена градина, барем сега колку што сум јас информирана, тоа е во градот Скопје, во Лисиче, Бостание, каде што всушност учеството на практикантите е чисто од волонтерски, значи. Исто така сакам да напоменам дека покрај овие традиционални системи на производство постојат и доста модерни, современи системи на производство, каде што производството се изведува на неконвенционални места, како што се, например, кровови, пута вертикални простори, слободни простори, како и неискористени објекти, стари фабрики, магазини и така натаму, каде што се поддржува така наречениот систем zero farming, тоест производство на необработливи површини, со што може да се изведе производство, а притоа да се добие производ кој што ќе биде конкурентен на пазарот. Професоре, се тоа што го слушнавме и се тоа за кое што разговараме би требало да е поврзано со добрата земјоделска пракса или практика. Кои се бенефитите и за кого се пред се бенефитите, колку сме блиску или далеку од ГАП стандардите или стандардите на добрата земјоделска практика? Чуваш кога зборуваше професорката Боглеска, тоа се опции. И опции постојано има. Дали класично производство во пластеничко или оранжериско стакленици, дали на отворено, дали во урбаните средини, во така нареченото индор одгледување, целта се разбира на секое производство да биде пласирано. И тоа да резултира и со профит на тој што вложува во тоа производство. Ако е тоа така, прашањето е сега каде сме ние. Каде сме ние. Сега, со цел ризик и да бидам и погрешно сватен, меѓутоа ќе го кажам моето мислење, е дека потрошивме поприлично многу време. Ке се вратам на прашањето ваше за ГАП. Потрошивме многу време во изминативе години, да речеме, не откривајќи доволно добро или попрецизно нови пазари, каде што можеме да го пласираме нашето производство. Сите знаеме, неспорно е. И другите знаат околу нас каков квалитет и што ова поднебје може да произведе од гринарските култури. Многу ги имаме, успеваат, вкусни се, убави се прво. Прашањето каде тие одат? Мислам дека сме предолго заглавени, дозволете да го потребам тој збор, на пазарите на цефта. Некогаш големи, сега многу мали. Таму е конкуренцијата поприлично оштра, би рекол дури брутална. Пазари на кои што не се снајдовме најдобро. Резултира, не можам да ги цитирам сите бројки, но сите ги гледаме, со поприлично намалување на вкупниот обем на производство на гранарски растенија, на отворено, во индор, како и да е. До таму стигнавме да речеме, стакленичкото производство практично се доближи и се идентификува со пластеничкото производство. И немате разлика. Некогаш во овој период век сега веќе имавме производство во стаклата. Не знам дали воопшто со 2-3 стакла кај што има нешто топла вода, па се догрева најголем дел од оранжериите, не се во функција во овој период, одгледуваат некои култури кои што се без енергија, се повлечени производствата према пролет, како што се пластениците, тука се направи и наша микро нелојална конкуренција, тоа ги сруши цените. Околните производители, околните соседните земји кои имаат медитеранска клима, како што например Албанија, го искористија на најдобар начин тие нивни компаративни предности и практично сме поприлично истиснати од пазарите на цефта. Мислам на тие земји што останаа. Да настапот на секој друг пазар е поприлично поинаков и е во глобала потежок. Критериумите за тоа како се настапува на некои захтевни пазари се различни, сложени, но доминира еден, а тоа е безбедносниот квалитет. Значи не е најважно да е тоа вкусен, да убаво изгледа, да е, како се вика, да е атрактивен, многу е важно што
тој производ во себе содржи. И што внесуваме? И што ние внесуваме. И имате различни термини што се употреба здрава, болна храна, што и да е. Значи, тоа се зборува понекогаш и без содржина, така се како флоскули, но суштината е следно. За да можете да настапите на некои странски пазари или на некои скапи пазари каде што вашиот труд ќе биде понеку вреднуван, требате да ги запазите принципите што се општо познати, а тие се соединети во така наречената добра земјоделска пракса. Добрата земјоделска пракса подразбира употреба на процеси во одгледувањето на растенијата што ќе гарантираат правилен развој на растенијата, навремено преземање на мерки и на крајот добивање на совршен производ. Во добрата земјоделска пракса па има еден термин кој се употребува и кој се исто така се користи често, но не сум сигурен дали сите го разбираат, а тоа е така наречената интегрирана заштита на растенијата, интегрална заштита на растенијата. Ова интегрална заштита на растенија, ГАП или добрата земјоделска пракса, тоа се основите на сертифицираното производство. Што се интегралните мерки за заштита на растенија? Па тоа се сите можни мерки кои ќе овозможат здравје на растителното производство, здрави растенија, со што е можно помалку импликации од можни хемиски средства кои би оставиле резидуи на така. Квалитетен продукт кој што човекот безбеден за употреба. Тоа е приоритет. Тоа е приоритет. Професорка, зборуваме за современи начини на практикување на одгледувањето на растенија во урбаните средини. Имаат ограничувања. Кои се тие? Па, секако дека имаат ограничување, тоа се напред се бараат доволно стручен кадар за поголема автоматизација и секако ограничување е почетните трошоци, кои што се доста високи. Во вертикалното земјоделство или во plant factories, фабриките за растенија, трошоците иницијални се доста високи, но се во иста насока, како што кажа професорот, за производство на здрав и квалитетен зеленчук. Па така од литературни податоци од 2014 година 1 метар квадратен фабрика за растенија со 15 сталажи и растојание помеѓу сталажите од 50 сантиметри изнесувало околу 4000 американски долари. Но затоа продуктивноста е далеку поголема, бидејќи најчесто во тие фабрики за растенија се одгледуваат лиснати зеленчуци, продуктивноста е поголема, така што од салатка може до 100 пати повеќе поголемо производство да се добие од отворено или 15 пати од заштитените простори. Исто така ограничување е и тоа што во овие фабрики за храна за растенија се одгледуваат пред се лиснати зеленчуци, значи зачински растенија и украсни растенија, а помалку оние кеш кропс култури како доматот, краставицата и пиперката. Постојат обиди за производство и на истите, како на пример за пиперката, што покажуваат истражувањата дека селекцијата треба да биде во насока на создавање сорти кои што може да се произведуваат и во вакви услови. Професоре, ќе завршиме со вас со големите маркети кои што се најавуваат дека ќе влезат во Македонија. Не мора сега да ги рекламираме, меѓутоа како опција да ги споменеме накратко каква можност е тие за нашето земјоделство? Огромна. Огромна. Да го ресетираат комплетно земјоделството. Значи 28 и кусур илјади маркети, кој знае колку земји, 400.000 вработени, промет околу 150 милиарди евра на гигантот на кој што не смееме да го кажеме името. Не дека не смееме, меѓутоа да бидеме нели. Знаете што? Значи веќе во Македонија, че имаме наши производители на југот од земјата, на речеме фамилија Шуклеви, произведуваат десертно грозје, едно зрно немаат винско. Сега се на 100, мислам дека ќе бидат наскоро 140. Целото производство оди за Лидл.
нема посредник. Они имаат записи што ги и добиваат сертификат на Еврогап и тоа производство оди за Германија, не знам каде се. Па не само Lidl, кај Нето, кај Алди, кај Реве, еден куп маркети се тие. Дали е тешко? Не. Дали е захтевно? Да. Во основа треба да се организираме подобро. И тоа, морам да ви кажам, после многу години учество и во наука и во пракса, имам чувство дека нешто се случува. Малку поубрзано. За неколку месеци е формирана таа група која го изработи овој национален акцијски план. Тој има неко 5, 16, 17 точки. Најважните се да се интегрира мрежа, да се врати мрежата на советници кои ќе нудат знаења, информации према фармерите, тоа го викаме по хоризонтала, и ќе примаат информации од научните институции, тоа ја викаме ширење на наука по вертикала. Колку можеме повеќе келии да инсталираме, кои ќе од производители, кои не мора да бидат стручњаци за Еврогап, но може да користат услуги од службата за индивидуално земјоделие, меѓу друго, од подрачните единици, од локалните известувачи, таа мрежа која треба да се воспостави, колку побрзо ја направиме таа, во колку повеќе сектори од земјоделството, со кои што ќе добиеме лиценци за дека се тоа производители кои работат по принципите на интегрална заштита, имаат Еврогап сертификати, толку полесно за тоа производство да се реализира на поинаков начин. Да се наплати цената на трудот и со тоа да настапиме малку на поинаквите пазари. Бидејќи, велам уште еднашка, значи, показаните и во бројките, ако сакате, и на заводите со статистика е дека ние последниве 10-15 години одиме со надолен тренд во вкупното производство на повеќе земјоделски култури. Градинарството е многу важен сектор за нас. Од некогаш земја, голем извозник на градинарски производи, препознатлива. Секаде ние сега поприлично атрофираме. И ова е уште еднашка огромна шанса. Таа мора да се искористи, треба да се разгледаат сите опции, сите прашања, да се анимира земјоделците. Тоа мора да биде транспарентно, мора да биде отворено, мора да биде често, за да разберат како се пристапува, како се добива лиценца дека сте Еврогап сертифицирани и потоа пазарите се друга. Дали ќе биде класично одгледување на растенија, примарно производство, на отворено, во пластеници, во оранжери, во индор технологиите, Сеедно. Важно е тоа да биде направено по квалитетни принципи, за да биде препознаено на тие такви захтевни пазари, па на крајот на криштата и за домашна употреба е, како се вика, важно што внесувате дома. Бидејќи, уште ова, не може, бидете сигурни дека ако влезете во големите маркети, и ако во тие големи маркети, како што е Lidl, како што е Реве, како што се Алди, ако влезете во нивните зони кај што се купува зеленчек, тој е гарантирано проверен и е работен по принципите на интегрална заштита. Не е пластичен. Не е пластичен и нема резидуи опасни по здравието. Барем за критериумите кои во тој момент важат. Професорка Звезда Богевска, професор по градинарство и професор доктор, и двајцата. Тоа доктор е многу битно, некој е многу чувствителен, нели? Раде Русевски, професор по фитопатологија, просете, а зборувавме за фитофармацијата, нели, заштита на растенија. Благодариме што утринава бевте со нас и што е вака на почетокот на годината отворивме многу теми, па подетално ќе ги разработуваме во текот на 2025. Благодариме уште еднаш. Благодариме.